Дистрикт Цивил Престудио интервју на Зоран Иванов со Искра Јанковска Михајловска. Искра Јанковска Михајловска, архитект, председателка на Собранието на Асоциацијата на архитектите на Македонија, со посебно задоволство и со посебен повод е овде денеска во овој дистрикт. Енергична, сталожена, упорна, кротка. Овој мој субјективен впечаток, таа ќе го потврди или ќе го демантира во текот на интервјуто. Но сакам да потенцирам дека на најшироката македонска јавност и го сврте вниманието од средбата пред Универзалната сала во Скопје со скопската градоначалничка, која ги обвини авторите, членови на Асоциацијата на архитекти на Македонија и донатори на проектот за реконструкција на Универзалната сала, дека проектот не нуди безбедност за посетителите на овој скопски култен објект, но Универзална сала сепак е само еден сегмент од содржините на овој разговор. Ќе почнеме со други теми од областа на мојата денешна соговорничка. Најнапред Искра Јанковска Михајловска, добро дојдовте во дистрикт на Цивил Престудио. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Архитектурата, дефиниција, што е архитектура? Малку едукативно за нас, лаиците. Па не знам дали има точна дефиниција што е архитектура. Архитектурата е за мене моделирање на просторот во кој живееме, работиме, се движиме. Може би малку вака пошироко гледано е моделирање на светлината, моделирање на градот, на Тоа е таа естетска димензија на архитектурата. И естетска и функционална, мислам дека не можеме да ги поделиме. Добро, а урбанизмот и архитектурата заедно, тоа е симбиозата? Не може едно без друго, нема цел. Треба архитектурата да има контекст. Некако. Мора да има контекст. Тоа тука и да речеме секогаш онаа дилема дали архитектурата е уметност, дали архитектурата е Занает. занает. Вие што преферирате? За да биде за да добиеме добар производ мора да биде едно и друго. Пред се мора да има добро образование, широки погледи и мора да во одредени моменти се покориме на точни бројки, факти, за да создадеме добар архитектонски урбанистички производ. Урбанизмот и архитектурата се комплексни науки, никогаш не се само уметност и цртање. За да биете урбанистички проект квалитетен, мора да имате социолошки истражувања со бројки, податоци, тек после доаѓа цртањето и креациите. Не ве гледаме, не сте јавна личност, нели не се занимавате со јавна професија од типот, не знам, на естрада, на уметност, па и на новинарство или политика и така натаму. Но го свртевте вниманието, направите инцидент еден, ова во наводници, сватите го. Кажете ми, пред универзална, нормално ќе позборуваме за тоа, но кажете ми, ајде за гледачите на дистрикт, во реченица две, не повеќе, нормално, која е Искра Јовановска, па плюс Михајловска, од каде сте, каде растевте, каде си игравте, каде се школувавте? Јанковска, да, Јанковска сум родена, така ја почнав и кариерата, така и го задржав презимето, после станав Михајловска со мажењето. Родена сум во Скопје, кај Јосип Броз гимназијата, тука растев. Сега живеам кај Зоолошка градина. Ајде некои викаат Скопјанка, не знам колку е тоа сега битно или небитно. Архитекта сум, бидејќи не станав хирург. Дедо ми беше хирург, така бев блиска со него, па некако ми беше нормално да станам докторка, ама ете архитектурата, инженерството некако сепак останаа мојот прв избор. Како за естрадата ќе ве прашам и добро што мислат вашите најблиски за вас, вашите колеги, пријатели, каква е Искра Јанковска Михајловска? Другар? Па да, ние како другари, многу од другарите ми се стари другари од основно, од средно училиште, најмногу така некое друштво влечеме. Дури и со колеги, многу завршивме архитектура, па и така некакви се други. Го сакате градот, ве прави несреќен често поради професијата ваша и вашиот поглед на урбаното, на естетското, на архитектонското? Мислам дека градот во кој живееш секогаш го сакаш, во кој си роден секогаш го сакаш. Што и да се случува со него, можеби и затоа мојот ангажман е во асоциацијата, во граѓански здруженија, да кажеме, се борам за овој град. Но мислата ми беше ви недостасува некое Скопје,
од претходно? Па не сум јас многу носталгична за некои цигли, повеќе да речеме некоја емоција ја носиме во нас. Не мислам дека треба да жалиме за нешто што било или дека треба градот да застане. Градот треба да се развива и да расте заедно со нас, со технологијата. Меѓутоа треба да имаме еден град по мерка на човекот. Сакам кратко да ми направите и за мене овде и за гледачите една компарација со, условно да речем, западниот, поразвиениот свет. Не мислам во демократска смисла, него во урбанистичко, архитектонско и естетска смисла. Фасадите, еве на Скопје, конкретно главниот град на државата, кој како сака ќе си промени прозори, ќе си затвори тераса, балкон. Тоа го нема, слушаме, во Шведска, во Финска, во Норвешка. Таму фасадите чиви се на собствениците на становите, на зградите, на куќите, или се тоа јавен простор? Или чиви би требало да бидат? Или чиви се простите кај нас, а чиви се таму на... Они фактички се на собствениците, меѓутоа, тие фасади, тие куќи го обликуваат просторот и градот во кој живееме, така да они се некакво општо добро на крајот на краиштата. Они влијаат на градот, на функцијата на градот, на топлината на градот, како градиме, начинот на кој градиме, како се поставени објектите, се урбанизмот, почитувањето на оние природни бружина, ветрови се градот, така да кај нас, ако прашувате од аспект на тоа на заградување, на запад постојат правила, постојат и кај нас правила, меѓутоа, како што знаеме, кај нас правилата не се почитуваат како таму и чим нема санкции и казни, значи све останува на добрата волја на луѓето. Плюс нема култура урбана. И се култура. И мислам дека и на запад не би имало. Ако некој не го казнат, зашто би требало да го продаде станот за соба плюс, зашто не би ја направил на терасата. Мислам дека не се они покултурни од нас, туку се спроведуваат законите. Ако кај нас исто е со тоа што се бориме како граѓани за она автоматско следење на сообраќајот. Ако вас од Драчево до Ѓорчеве чини возењето, како што сега се вози да си купите билет до Австралија, тогаш ќе возите исто како во Германија на пропишаното, бидејќи камерите нити ве познават, нити знаат дека претходната камера ве казнила, така да исто и со овие правила. Доколку се почитуваат, сигурно нема да вадат ни треба малку соби таа цивилизацијска присила на институциите. Па не знам, тој law enforcement, популарно како го викаат, нели, некое почитување, некое на правото и форсирање на тоа да закони, ние ги имаме законите, скоро сите се исти како на запад. Само треба да се почитува. Така, јас почнав со фасадите како една урбана и естетска димензија. Слободно земите. И за да дојдам до прашањето околу хаосот во урбанизацијата, еве конкретно на Скопје, па и на цела Република Северна Македонија. Може да го наречеме хаос, ова дивење на некој начин, или ние граѓаните претеруваме, вие сте поексперт и вашата асоциација околу тоа. Сакам да дојдам до прашањето за урбаната мафија. Ја има, ја нема, што мисли Искра Јанковска Михајловска? Урбаната мафија е спрега помеѓу мокници и администрација која сака да удоволи. Односно да им се најде во тоа да прекршат одредени правила. Од разни мотиви и за едните и за другите. Така е и настанат овој хаос. Знаете, секоја држава има еден просторен план кој е основа за развој на една држава. Значи Словенија го направи веднаш кога се отцепи и тој просторен план на нејзи овозможи развој и ги кажа насоките и кажа како ќе ги развива патиштата, како ќе ги прави, како ќе ги задржи луѓето во малите места, како ќе ги задржи земјоделските парцели, како ќе индустриализира, како ќе ја задржи старата индустрија и тој просторен план е вака една генерална поделба. Кај нас понатака генералните планови, значи ги дефинираат уште подетално работите, деталните планови постоја на микросредина се разработуваат. Оваа спрега помеѓу мокниците кај нас, еве пак ќе се вратиме на тоа непочитување, лошо воспитување, не знам како да го кажам.
Значи, ако имате некоја локација или ако сте нашле начин да дојдете ефтино до одредена локација и таа не ги задоволува вашите потреби, треба да барате нова локација, а не да барате врски како да го исполните сонот на таа локација. Кај нас се исцепка земјоделското земјиште, више не знаеме, еден има викендица, друг има фарма до него, па трет има индустријски погон, ги загадуваме водите, загадуваме почвата. Со тоа непочитување ние почнуваме сами на себе да се уништуваме единствениот необновлив ресурс кој го има. Со тоа непочитување и тргнувајќи јас да се завршам работа, ние генерално правиме многу трајни повреди, да кажам, на тоа да можеме да ги поправиме понатака работите, ние трајно ја оштетуваме и државата и тоа што се вели урбанизам. Ако добро ве разбрах, многу лесно земјоделско земјиште се трансформира во градежно токму поради тие профити. И градежно, и понатака после ќе одите на пазар и ќе ви кажуваат, овие компири се од тамо, од ваму, а уствари вие само малку замислите дека има производствен погон над неговата нива и некоја вода се одцедува без план во тие компири. Ние си ја загадуваме и земјата и околината и таа урбана мафија, можеби мафија и малку тежок збор, тоа секогаш асоцира на некои дроги, некои тешки убиства и така натаму. Ако некој работи убиството на субстанцата на животот, субстанцата на просторот во оваа држава може да се каже дека тоа е организиран криминал кој стварно ја уништува подлогата на развој за нашата држава. И сега граѓаните после 30 години држава почнуваат да ги осеќаат последиците од тоа што некој на некого му попуштил и му дал. И почнуваат луѓето да сваќаат од каде им доаѓаат проблемите и почнуваат да пратат. И сега се создаваат одредени граѓански здруженија, граѓанските здруженија јакнат, па одредени асоциации како нашата пробуваат да ја заштитат струката и потоа ние стануваме лоши граѓани, лоши здруженија, бидејќи па мокниците се мокни да ве прогласат. Добрите стануваат лоши, па сега. За да бидат лошите добри. За да бидат лошите добри, да, за да може да си го исполнат сонот на таков начин како што они замислиле. Добро да ве прашам искрено, вие сте и мајка, нели? Тие луѓе, имате ли вие чувство како тие чувствуваат? Па имаат деца. Тие нивните деца ќе останат без тој простор, без таа еколошка матрица. Или веројатно богатијата профитот е заслепува профитот. Да може да избалансираат. Не знам. Не навлегувам толку. Знаете како јас едно разочарување низ младите генерации на политичари, ајде старите некако се бавеа со правење на државата. Овие младите некако очекував дека ќе имаат визија преку интересите на мокниците. Знаете, вие на еден мокник ќе му дозволите сега да го изгради тоа што ќе го изгради. Меѓутоа проблемите што ќе се случат на изграденото место ќе ви дојдат како политичар после 5 години. Јас имам канцеларија во Хром и сега во Хром од фамилиарни куќи масовно се прават згради. И ако одите во 7:30 во работа, населбата има 2 излеза. Околу 30-40 коли на секој излез чекаат да се вклучат во сообраќајот на градот, а допрва се гради. Тие политичари, само да докажам, тие политичари, значи младите, нашите генерации, треба да имаат визијата преку градежната дозвола. Што ќе донесе таа градежна дозвола? Вие во моментот ќе му учините на некого и од 2 семејства ќе живеат 20 тука. Што ќе правите кога ќе почнат да ви викаат во училиште нема место, во градинка нема место, не можам да излезам са бајле на време на работа. Значи закрчувањето, доаѓањето на брзата помош, на пожарната, повторно нема да ви чини вас државата. Исто како што сега на еден мокник не му чини, па тој не знам, финансира партии, шо свет само си прават муавети. Проблемите после тоа пак ќе дојдат. Ако овој ви помогне сега да дојдете на избори, потоа граѓаните ќе ви се најдат. И се тоа законски се покриваат со разни прописи. Прво носат пропис, па носат одлуки и така. Све по закон шефе, да. Тука е веројатно изборот мафија дојден. Тие луѓе имаат моќ да ги изменат дури и правилата. Бевме сведоци како се менува законот за градење по желба, по нарачка. И сега пробуваат колку можат да ги подесат тие работи за да на некого му учинат. Очекував од младите политичари и се уште очекувам да имаат визија како ќе ни изгледа градот и државата кога веќе останавме тука да живееме и дали сакаме да ни изгледа онака како што
кажуваме кој ќе дојдат од неја, како е средено, па ајде сега, ама само уште мене да ми пуштиш и после ќе биде средено. Да го имам и ние Амстердам овде. Ми дадов идеја околу тоа, иако е банално веќе прашањето, да шефе, нели молам шефе, Скопје 2014 генерално претпоставувам не ви се бендисува, бидејќи тоа ви е струката да не ви се бендисува. И од урбан и од естетска, претпоставувам. Демантирајте ме. Но има ли некој објект што вака посебно ви се допаѓа? И што се нашло и архитектонски, и урбано? Се трудам да простор. Не зборувам нешто што ми се допаѓа или што не ми се допаѓа. Тоа е многу лично, па дури кога сте архитект. Иако може би па имам право да кажам. За нас архитектите една голема навреда од Скопје 2014 е менувањето на фасадите. Знаете, ти имаат авторство и тоа е дрскост. Тоа е како да не ви се допадне Мона Лиза и да дојдете да ја сликате малку. Да. Тоа е дрскост. Значи, на ја на некој ако не му се допаѓа, утре што ќе донесе закон дека сите плавуши ќе бидеме. Значи, Скопје 2014 ние со ботокси. Така, да. може Ајде да кажеме дека новите објекти може да бидат дури и со, мада тоа не е барок што сите како жаргон више го користат. Но поштата, поранешната цека на тие објекти мислите? Тоа е вулгарно. Тоа е злосторство. Дрскост, тоа е злосторство, тоа е необразование, тоа е крајен безобразлук, не знам што све да кажам за тоа. Ментална болест веројатно. Јас дури еве тука сум родена во центарот околу плоштадот, искрено го избегнувам кога ќе ги видам и оние згради по улица Македонија прелепени. И највише срце ме боли за Евана, за зградата за Евана. Тоа вака не можам да, значи го гледам и стварно ме е тажно, освен што ајде плоштадот покрај тоа што ни е главен плоштад го има, мислам дека најубавиот трговски центар е, ја на 4 континенти сум била у трговските центри, ја подобар концепт не сум сретнала од тој трговски центар, меѓутоа да го спасите, све тоа пропаѓа заради за малку ќе беше и тој во некој барокизиран. Никогаш не нешто се спасили до кога тоа трае. Гледаме како објектите се манипулираат за ете. Да дојдеме на вашиот најтерен, тоа е Асоциацијата на архитектите на Македонија. Вие сте искра председателка на собранието на таа асоциација. Нешто зборува за неа, како функционира, кој се членува, дали дел од тие ваши членови се и автори на, не знам, еве на Скопје 2014 или на дел од проекти? Во Асоциацијата на архитекти членуваат сите архитекти кои работат во Македонија како архитекти и се дипломирани архитекти. Членувањето е доброволно. Ние се собираме околу тоа некој биенале на архитектурата, наградите Андреја Дамјанов за животно дело, да кажеме дека тоа е една промоција на архитектурата во Македонија и што прават архитектите во Македонија. Така да голем број членуваат од архитектите. Зборот ми е, отворате ли дебати таму на овие теми на кои ние сигурно, претпоставувам? Дали се сеќавате во рамките на идејното решение за Скопје 2014? Имате ли дебати? Имало дебати и претходните раководства беа многу жестоки околу тоа. Значи, се реагираше прилично жестоко и писма и дописи, се одеше по министерства, се реагираше за конкретни објекти кои загрозуваат и безбедноста дури на градот тогаш. Меѓутоа, ние сме сепак само едно струково здружение, кое е граѓанско здружение, кое со сета хетерогеност во себе, веројатно. Апсолутно. Меѓутоа, ние имаме и комора на овластени архитекти и инженери, кои они се веќе влезени во рамки на функционирање на законот, така да некогаш правиме притисок и да реагираме преку нив. Секогаш имало реакции, секогаш реагираме, како што и реагиравме прочем пред универзална сала. Тогаш некако дојдоа неколку реакции од политичарите на тема архитектура, па ја напишавме таа реакција. Сега не секогаш сме многу видливи, меѓутоа пробуваме и ние да си го направиме своето место во општеството. Универзална, сакав јас да отворам, но вие први ја спомнавте, но и тоа е поводот зашто сме овде. Ја изнервиравте малку градоначалничката. Ќе има ли некое влијание? Што мислите, ќе купи ли нешто
од вашите реакции? Не мислам на вашите лични, него на асоциацијата. Искрено, нити дојдовме да изнервираме, нити имавме некаква намера, нити па дојдовме со било каква намера да се спречкаме со градоначалничката. Како дојде до средбата пред универзална? Значи, претходниот ден излезе градоначалничката и кажа дека универзална сала е небезбедна. Ајде да кажам дека кажуваат дека проектот е небезбеден, значи не може проект да биде небезбеден, може објект да биде небезбеден. Знаете, ден предходно, ден или два... Ако се реализира проектот, салата ќе биде небезбедна. Па да, ама сега, значи, кога лиферуваат сообщенија, па може и писмени да бидат. Кога неколку дена пред незе градоначалникот на центар си дозволи да каже дека не па многу му се допаѓа изборот на конкурсното решение за треска. Значи, тоа нити па јас си дозволувам да кажам дали нешто ми се допаѓа или не. Ајде да се држиме сите на своите работи, затоа што и во тоа во кое сме стручни. Да кажете дека универзална сала е небезбедна е заплашување на луѓето. Прво, објектот не е завршен. Не може да кажете дека она е небезбедна. Ние таму што стоевме беше небезбедна. Искрено ве молам поред за гледачите и мене да ми биде јасно, додиме некако по некоја хронологија. Вие асоциацијата или група во асоциацијата го изработи проектот, слушам бесплатно или по €1 символично колку нешто да има, така? Тоа е донираме проект од наш колега, член на асоциацијата, и тоа е донација. Тоа е приказка за себе, како е дозволено да биде донација, ние тогаш реагиравме. Значи, зошто е донација и доаѓаме до проблемите на асоциацијата. Авторот го кажа. Да, има секој право да донира, ете тој автор донирал. Работата е што ние како архитекти веќе години, 20 на години наназад, ја не се ни сеќавам колку години наназад, колегите бараат официализирање на минимален ценовник по кој ќе работат архитектите, исто како адвокатите. Тужбата вечини толку и толку, па после тоа имаме некој си ги зголемува цените како се цени себе си, како има клиенти. Нашиот ценовник не се донесува и стои некоја цена. Секогаш сме ние архитектите на предмет на негативно надавање. Дури државата кога бара услуги од нас, ние ги даваме со негативна аукција. Но во крајна линија неважно е дали е платен, не е платен, некој го донирал, не го донирал. Тоа е професионално изработен проект од колега кој апсолутно има референци за тоа да го направи. Ми се чини клучот е во проценката на градоначалничката на Скопје дека проектот не нуди безбедност за посетителите на универзална сала утре задутре. Кој го кажал тоа? Ние тука избегавме ги плаши луѓето дека кога ќе биде готова... Од каде е тоа? Некој го кажал тоа, некој од вашите колеги веројатно. Кога ќе биде небезбедна. Сметам дека треба да граѓаните не морат ни да ги знаат, тоа се и тајни на некоја професија. Знаете како? Измените во текот на градба се за нас баналност и секојдневие. Секоја измена има процедура што све треба да помине и кој треба да ја верификува. Како што имате проект, па проектот има ревизија, така имате измена на проектот и ревизија на измената. Кога ќе дојде до одредени измени кои се пропишани, повторно оди во ИЗИС. Значи, шпекулацијата дека ИЗИС дошол, утврдил дека нешто е небезбедно и повлекол нешто, не е точна процедура. Значи, вие имате надзор, констатирате нешто заради што морате да го измените проектот, го менувате проектот, го верификувате по процедура. Тоа е процедура. И претходното решение не важи, може да викате дека е повлечено, меѓутоа важи новото. И ИЗИС кај нас е реномирана институција, работи во светот. И плюс надзор има на изведување. Апсолутно, луѓето се одговорни со име и со презиме и со институции. Добро, и кога се реконструира нешто како и дома, менуваме плочки на кујна, ќе се појави некоја инсталација, па менуваме идејата, бараме нови решенија, веројатно. Помали плочки, поголеми мораме да ставиме. Некогаш и самите инвеститори ќе речат, сакам оваа просторија да ми е поголема, ама тоа повлекува измени
ќе си ги платам, ќе си ги променам, ќе почекам да помине процедурата. Така да, предпоставувам дека, бидејќи на градот универзална сала, сите оние документи процедурално стигаат и во градот. И да направите политичка реакција врз основа на обична занатска работа која нас ни се случува во градењето е злоупотреба. Меѓутоа, ние реагиравме, не дојдовме да го браниме проектот. Луѓето од проектот си ја знаат работата и си ја вршат работата и они знаат сами да се одбранат. Ние сакавме да изреагираме дека политичарите со ми се допаѓа, не ми се допаѓа и небезбедно со паушални изјави ја девалвираат нашата струка. Ние си имаме процедури во струката кои ги почитуваме, треба и они нас да не почитуваме. Што мисли Јанковска Михајловска, зошто влегува градоначалничката во таква битка? Не го сака донаторот, сака друг архитект да ја конструира реконструкцијата? Тоа сега више можеме да си нагаѓаме, тоа да шпекулираме. Тоа е веќе политика. Ја не знам, и во други изјави имам кажано, за многу работи треба политичка волја. Веројатно и универзална сала е останата на политичка волја. Дали ќе ја биде или нема да ја биде и колку долго ќе се гради зависи од политичката волја, дали на една или на друга власт. Очигледно не е тоа само дали имаме проекти, дали сакаме да изградиме. Еве, значи имаме пари, имаме проект, па не ја завршуваме. На настана беше и министерката за култура. Која е надлежноста на Министерството за култура во услови кога Даниела Арсовска, градоначалничката, на настанот спомна дека Министерството не е надлежно воопшто за овој објект? Ја не знам како е Ја мислам дека од претходниот градоначалник е договорено да Министерството ја спонзира изградбата. Искрено не сум упатена да застане за објектот. Што му дава, да, можеби немал пари градот, па Министерството не знам какви се надлежностите на универзална сала. Така. И сега вас да ве прашам лично, какво ви беше чувството во моментот кога сакавте пред микрофонот да застанете? Па влеговте во мал диалог со... Искрено да ви кажам, како асоциација кога се координира... Не ве одбра вас, бараше друг субјект да зборува. Искрено да ви кажам, јас се најдов навредена, бидејќи она кажа дека тоа е партиски памфлет. Ние во асоциацијата не правиме партиски памфлети. Ние сме струково здружение и секој има право да биде да има свои политички убедувања. Ние сме тука за да зборуваме за архитектурата, за правилата по кои работиме, како ќе работиме и така натаму. Така да јас лично се најдов тука повредена, меѓутоа претпоставам дека и многу други колеги, бидејќи ние таму не лиферуваме политички памфлети и затоа сакав да и кажам на градоначалничката дека сепак можеби не е лошо да она нас не повикаше претходно или во врска со тоа соопштение, отколку да дојде тука, па уште па да не ни дава ни да кажеме така, збор. Како асоциација на архитекти на Македонија напишавте и едно соопштение или проглас, би го нарекол, се едно обраќање. Што содржеше тоа и што ви беше намерата? Намерата токму тоа ни беше, да ги повикаме политичарите, да им кажеме дека тие не се стручни да оценуваат безбедност на зграда, дека тоа го прават инженерите и дека треба да ги почитуваат. Дека кога ќе кажете дека нешто е небезбедно или неубаво, сепак мора да имате почит дека некој земал еден куп околности кога нешто направил и дека можеби не секогаш јас сум среќна со све што ќе направам, ама некој компромис е заради нешто направен и треба да влезе во некаква функција, одредена почит и треба да си има и почит секој према својата струка. Не знам дали ќе ја примат политичарите ова ваша порака, ќе треба неколку пати да се повторува и сега е можност, но излегува како и тие, како и ние граѓаните нестручни за урбанизмот и за архитектурата, освен за некои естетски делови, како што спомнавте вие, ми се допаѓа или не ми се допаѓа, нали, од индивидуален аспект, се однесуваат како, па и сите ние, веројатно, како на трибините. Сите мислиме дека ако сме на терен, ќе можеме ние гол да дадеме, па свиркаме што некој не постигнал тоа. Но само ни се чини дека може. Кога студиравме, еден професор, Владко Коробер, ни рече, вика, деца имате, вика, избрана најтешка професија, вика, секоја баба се разбира кај треба да истоиш поред од во кујната. Така и за ова. Не би се сложила дека немаат право граѓаните да зборуваат за урбанизмот. Градот е на луѓето и градот е на граѓаните и треба таа партиципативност да
да биде активна. Активниот граѓанин е добар граѓанин. Граѓаните све повеќе се вклучени во моделирањето на градот и тоа е добро. Меѓутоа треба да има една граница кога после тоа настапува струката, бидејќи граѓанинот кажува сега што му смета и што сака сега. Струката, па и политичарите вклучени треба да кажат кога ќе ја направиме оваа улица тука, дали таа ќе остане тука, не можеме ние после да ја шириме. Дали ќе биде доволна за визијата? Дали ќе биде доволна за 20 години, дали ќе биде безбедна, да кажат сообраќајните инженери. Значи, не смееме да ги закиткуваме граѓаните. Меѓутоа треба да се постави граница до каде. Исто така, ако на некого му треба спална, па не може да му дадеме на тераса да ја направи. Ако се вратиме на првиот муавет. И да едуцирате, не само да цртате неа. Зборот ми е околу универзална, ве враќам пак, се водеше пред тоа полемика, знам дека е прехипотетички и пресубјективно. Би ве прашал да е универзална, да предпоставиме ваша собственост, лична. Би ја реконструирале или од темел таму би граделе нешто ново? Би расчистиле се? Имаше, прашањето ми е затоа што и пред ова, минатите години, имаше полемики што треба да се прави. Тие што беа поемотивно врзани за универзитет, бидејќи таму имало милион настани, нели, вакви или онакви, па се спомнува имиња, пејачи, не знам, драмски представи од Коса па наваму, не знам што. Баре да се обнови таква каква што е, но да се, нели, реконструира, да добие истиот изглед, да го задржи со една нова конституција. Јас би градела нова. Јас би градела нова. Сега емотивците ќе ве нападнат. Ако нека ме нападнат, ја спомените ги носиме. Издржавте од граначалничката, ова ќе биде полесната. Се шегувам. Спомените се носат во себе. Не мислам дека се во циглите. Се шегувам како стручњак ве прашувам, зошто јас субјективно и лаички исто се согласувам со вашиот став, бидејќи јавно сум го напишал пред тоа, па малку трпев критики, нели, во овие социјални јавни сцени. Убаво и тоа да се чуе, но и ваши колеги, урбанисти, архитекти исто се на спротивната страна од ова вашата и мојата да речам. Кажете ми, зошто треба да се... Јас имам многу емоции. Значи, како дете сум растела со сите тие представи, златни славечиња и свето. Емоциите ги носиме во себе. Во крајен случај, вештина е да ја пренесете меморијата за еден објект во новиот што ќе се направи. Универзална сала таква како што беше, мене ми е најубавата сала. Дури и за концерти, и за модерни концерти се чувствувате и безбедно и брзо да излезете од редот и доколку сакате на пола представа да излезете до тоалет, лесно ќе излезете, не мора цел ред да го... И внатри акустика и гардероби и пиво. И имаше една човечка димензија кај што не се осеќате предалеку од сцената, никој не се осеќаше омаловажен во однос на седењето, сите некако рамноправно ја гледаа сцената. Ама се си има свој крај? И мислам дека не самото тоа што она беше направена како времен објект и годините она пропаѓаше. Колку вие да ја одржувате, таа конструкција беше времена конструкција. Кога веќе даваме пари за реконструкција, за мене беше почесно да се сруши и да се направи на истото место објект во кој ќе има место да се стават спомените на старата, па дури и да се направат и настани во спомен на старата. А да се направи една модерна сцена пред се, која ќе овозможи модерни представи, и визуелни, и светлосни. Знаете, душа ме боли во оној театарон, колку да е новиот театар што е направен од Скопје 2014 и добре ве го направија театарот. Ваков, таков, да не збориме, можеме до утре за тоа да збориме. Некоја реплика малку проширена. Значи, одите таму и одеднаш сваќате дека два балкона се уништени, закачени се рефлектори. Зошто? Затоа што сцената таква каква што е испроектирана не ги задоволува потребите на денешните представи. Да не кажам дека на некои представи оние кулиси се покриваат бидејќи се такви какви што се. Имате висат кранови, виси рефлектори над гледалиштето. Значи, вие сте направиле лош проект затоа што не се задоволуваат потребите на сегашните представи. Ви имате визуелни ефекти, ви треба длабина голема и за разлика, например, па од МНТ имаме новиот театар кој цело време пробува тоа Скопје 2014 го зацкрие, имаме модерна сцена која е направена толку години наназад, пропаѓа се, дига се, врти се, прави. Зошто да не направиме уште една таква модерна сцена? И сега од некои спомени ќе седиме заробени овдека повторно во квази решенија. Не, дајте да бидеме
да го чуваме споменот на таа универзална сала и на тие златни славејчиња, ама да дозволиме нови златни славејчиња таму да пораснат. Модерни, како што јас сум растална во модерна сала тогаш. Имате приватно студио, архитектонско. Еве и можност, дајте ЕПП да направиме нешто. Како оди бизнисот? Бизнисот оди добар, секогаш кога сакате да работите, работа се наоѓа. Знаете, мислам дека во мојата работа ЕПП-то најмалку ви завршува работа. Ако не добиете препорака, тешко дека ќе добиете работа. Мислам дека добриот збор нас ни ја дава. Дали е некој ефикасен, дали е чесен. Знаете, луѓето најголемата интима ви ја доверуваат. Ја бидејќи сакам да работам со познати клиенти, не сакам да проектирам паушално станови, па дури и канцеларии, индустријски објекти, вака ми се прилично блиски. Луѓето ви ја поверуваат интимата, дали се тоа работни навики, дали се тоа наткасни, спална, плакари, како ги чуваат алиштата, какви им се навиките за готвење, за работа, дали користат фиоки, дали се расфрлани, дали не. Го споделуваат животот со вас. Так, многу често пријатели стануваме, така да препораките, мислам, кога спомнав ЕПП се пошегував, се разбира, нема да пуштиме фактура до вашата фирма. Туку сакам на крај, не истече времето, да ве прашам околу струката. Веројатно и вие, како и сите во делот, па и на архитектурата, кој и дел од уметноста, имате некој сон. Што сакате на Скопје да му оставите како ваше дело, а градот да го изгради? Не, многу прашање го читав, ама не сум имала, да кажеме таков. Никогаш не сум размислувала, например, во тој правец. Повеќе да кажам, сакам Скопје да го видам безбедно, да биде безбедно од аспект на сообраќај и со лесен проток на сообраќај, да ги немаме сите оние гужави што ги имаат големите метрополи, па сега допрва ги решаваат. Сакам да го видам Скопје со зачуван градски парк, сакам да ја видам реката, луѓето да живеат покрај реката, да не ја уништуваме. Сега во делот на Карпош тоа и ни се случува. Знаете, кога ќе решите еден дел дека треба да се гради, дајте урбанизирајте го. А не стихино под маса, парцеличка по парцеличка, па една зграда вака свртена, една вака. Ако веќе сте решиле тој продор на воздухот, шарпланина, да го попречите со згради, дајте урбанизирајте го, кажете им како да бидат свртени зградите, како ќе стојат една до друга. Еве сега се случува, имаме изградена зграда и сега новиот мост ќе поминува на тие луѓе под балкон. Па сите се кабаат. Да, спомнавте. Значи, тоа е и со оној закон за легализација која се бориме. Нас ни треба урбанизација. Ајде тоа што сакаме да го изградиме, да го урбанизираме. Значи, јас сакам да го видам мојот град како се развива со една професионална урбанизација. Не сакам градот да ми се развива стихино, како што на некој мокник ќе му се сони. Имиджот на Скопје околу чистиот воздух, Вардарецот, познатото ветре, практично и не го чувствуваме тука по централното градско подрече. Да, не можете ни да објасните на луѓето. Долината на Вардар, велат ваши колеги, сум ги имал во разни емисии, на разни интервјуа, дека високите градби на толку тесна река, исто така тоа го прават, го задушуваат просторот. Дистрикт Цивил прес студио, Искра Јанковска Михајловска, ви благодарам. Благодарам и на вас на покана.